Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Јосиф патувал низ Египет, качан на една од кочиите на фараонот. Сите му мафтале. Фараонот го назначил како негов помошник. Со неговиот прстен со печат, тој го овластил Јосиф. Јосиф поминал покрај зрелите житни полиња и насадите со палми. Се случило токму како што Бог рекол, се родила огромна жетва. Јосиф изградил многу складови. Биле собрани огромни количества жито. Планот на Јосиф бил совршен. Како што кажал, по 7 години изобилство дошле 7 години глад. Луѓето биле гладни и отишле кај фараонот. Гладен сум, гладуваме. Дај ни нешто за јадење за нашите деца. Гладуваме. Јосиф е одговорен да ви помогне. Правете како што ќе ви каже. Доаѓале луѓе од секаде, дури и од туги земји. 10 мажи му се поклониле. Тој веднаш ги препознал. Тие биле неговите браќа. Јосиф се сетил на соништата, на нивната омраза кон него и дека го продале како роб. Но тие воопшто не го препознале. Јосиф зборувал со нив строго. Од каде дојдовте? Доаѓаме од хананската земја и сакаме да купиме жито. Лажете. Вие сте шпиони. Не, чесен збор. Ние сме 12 браќа. Едниот се уште е дома, а другиот е мртов. Не верувам во ниеден ваш збор, но затоа што го сакам Бог, ќе ви дадам жито. Но сакам повторно да дојдете со другиот брат. Еден од вас ќе остане овде, за да бидам сигурен дека ќе ме послушате. Зошто Јосиф бил толку строг? Дали сакал да им се одмасти? Не. Само сакал да ги испита браќата. Сакал да види дали се измениле. Тие не знаеле дека Јосиф ги разбира додека разговарале меѓу себе. Ова сигурно е казна за тоа што му го направивме на Јосиф. Кога го слушнал тоа Јосиф, почнал да плаче, но се уште не им кажал кој е. Со житото што им било потребно, браќата се вратиле дома, а Симон останал во Египет. Таткото Јаков бил ужаснат кога ги слушнал подробностите од нивното патување. Но кога житото било потрошено, морале да се вратат во Египет, овој пат со Венјамин. Браќата биле исплашени кога втор пат се приближувале кон Египет. А потоа, во следната драма, ќе дознаете што се случило. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!